Па за жал, вашата констатација е таква каква што е, меѓутоа по распадот на Југославија започна овој проблем во однос на нерегистрирани деца во матичните книги на родени и кога требаше да се реши граѓанскиот статус во тоа време, најзасегнати останаа ромите, бидејќи и од финансиски аспект, а и од неинформираност не знаеа како на побрз начин да го решат нивниот проблем во однос на личната документација, меѓутоа со текот на времето, нели поминаа веќе 30 години, иако граѓанските организации работеа во овој дел во однос на поддршка за регистрација на лицата кои не се регистрирани, сепак ние денес разговараме за една бројка која остана се уште нерегистрирана и се уште не име решен граѓанскиот статус, да ние конечно и го решиме. Па секако откако ќе се реши граѓанскиот статус, секако дека сите тие што ќе имаат први изводи народени затоа што најголемиот број се деца ќе имаат право и на образование, и на здравство, и на социјална заштита и сите оние бенефиции што секој еден наш граѓанин ги ужива и секако дека за жал имаме ние и возрастни лица кои го немаат се уште првиот извод на родени кои ќе треба да го добијат, а за нив секако ќе треба потоа да следи и вадење на првата лична карта. Тоа значи на некој начин живот и за тие граѓани, тоа значи системот веќе ќе ги препознава и тоа значи дека ќе ги уживаат сите права и обврски што секој еден наш граѓанин ги ужива во нашата држава. Па секако мислам дека тука клучна улога ќе имаат граѓанските организации, бидејќи тие се на терен со нив и блиску до нив. Секако дека и од финансиски аспект за овие лица кои треба да се регистрираат врз основа на веќе законот кој е стапен во сила, ќе имаат финансиска поддршка, сите трошоци што ќе бидат административни ќе бидат платени, имајќи во предвид дека овие лица навистина од финансиски аспект не се во можност да ги плаќаат тие административни трошоци, граѓанскиот сектор е тој што ќе помогне.